Проблемите започнале кон крајот на минатото лето, кога Лора го изгубила апетитот. Набрзо се влошила состојбата и девојчето добило силни болки и воспаление во зглобовите на прстите на левото стапало, при што 3 прсти се искривиле. По побараната лекарска помош од познати и искусни доктори, диагноза не била поставена, а болките не престанувале. Нашата голгота започна на 28 јануари, на празникот Свети Гаврил Лесновски, кога поради необјаснив напад на кашлица, ќерката ја однесовме со возило на брза помош на детска клиника во Скопје. Таму бевме примени, останавме еден цел месец на клиниката за реумокардиологија, потоа на неврологија. Меѓутоа, за целиот тој месец и покрај направените обсежни и детални анализи, не можеше да се одреди точна диагноза на детето. Лекарите лекува реума, лекува артритис, меѓутоа се мешаа различни симптоми, така што не можеше да се дефинира и да се одреди точна диагноза. Тогаш стигна некои сугестии од доктори дека треба да се прифати лекување во странство, меѓутоа без никаква конкретна насока. Значи, по едномесечните испитувања и анализи се наоѓавме во една ситуација во која на хартија имавме целосно 100% здраво дете според добиените резултати на анализите од клиниките во Скопје и во Германија, меѓутоа во реалноста детето воопшто не беше во добра здравствена состојба. Не можеше без наша помош да застане на нозе, добиваше чести напади и несвестици. По месец дена поминати низ неколку оделенија и низ многу врати на скопските клиники, родителите се наоѓале во тешка безизлезна ситуација. Блиските пријатели и роднини ги упатувале да побараат помош од бајачи и гатачи, но Лора била најголемиот противник за такво нешто. Но затоа пак често барала да ја носат во малата црквичка посветена на благовештение во кругот на клиничкиот центар во Скопје. Во таква безизлезна ситуација и по одговорот на лекарите дека направиле се што можеле и дека веќе не е до нив, родителите истакнаа дека докторите несебично се залагаа за девојчето и даваа се од себе да ја помогнат на Лора, но сепак донеле одлука да ја напуштат болницата и да побараат помош од хомеопатската медицина. Но и од тоа резултати немало. Неподносливите болки во зглобовите на искривените прсти, вртоглавиците, нападите, несвестиците, заматеноста, црнината пред очите и понатаму останувале. За Великден биле пуштени дома со договор веднаш после празникот да се вратат во болница. Долги години наназад родителите го посетувале манастирот Свети Гаврил Лесновски, па решиле да отидат со детето. Во разговор со игуменот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин, тој им дал утеха на родителите, говорејќи дека проблемот и болеста на Лора се од духовна природа. Отишле со него во манастирот и тој прочитал молитва и ја помазал со масло од кандилото на гробот на епископот Гаврил Светогорец. Додека траеше молитвата, очекувавме дека ќе се онесвести, бидејќи со месеци наназад не издржала толку време да не добие напад. Мислев дека таа се држи во некоја многу јака концентрација и дека веднаш по завршувањето на молитвата таа буквално ќе се онесвести. Меѓутоа тоа не се случи. Отецот имаше голема вера дека со девојчето се ќе биде во ред. Кога заврши молитвата, ќерка ни се исправи пред нас и ни рече: "Мамо, јас сум иста како порано, повеќе не ве гледам матно, ве гледам исто како порано." Отецот одеше напред, а детето одеше по него. Прв пат после толку месеци без помош од никој. Моментот на вистинското изненадување за нас беше кога таа ни ја покажа ногата. Прстите кои со месеци беа искривени, изгрчени во страшна болка, беа исправени. Болката ја немаше. Родителите кои мислеле дека е сон од кој не сакаат да се разбудат, само се свртеле кон манастирот и низ солзи му заблагодариле на Господ за чудото што им се случило со нивната 13-годишна ќеркичка. Било потребно време да се созамат и да поверуваат дека нивното дете, кое допред само неколку минути постојано се онесвестувало и не можело само да оди, сега задоволно се смее. На неа немало никаква трага од долготрајната голгота. Божјата милост избришала се. Дома се вратиле со истото живо, здраво и среќно дете од порано. По само 5 дена од чудото, кога се слави Источен петок Балаклија,
Во метохот на Лесновскиот манастир, Лора го прими Христа преку причест кој го даде игуменот Дамаскин. Големото чудо придонело за духовна преобразба на целото семејство и за уште посилно засврстување во верата и цврста решеност никогаш да не отстапат од светлата патека на Исус Христос. Добро вечер, започнува православна ризница на Канал 8. Погледнавте и слушнавте за чудото што на првиот ден од Великден годинава се случи во Лесновскиот манастир. Според сведоштвото на мајката Олга, девојчето Лора цели 6 месеци било во многу лоша состојба. Но по прочитаната молитва и помазувањето од кандилото на светиот епископ Гаврил Светогорец, по промисла и милост Божја, Лора целосно се исцелила. Како црквата и верниците треба да ги толкуваат ваквите чуда кои Бог ги праќа за преобразба на целиот народ и за спасение на душата. Во православна ризница вечерва разговараме со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин, кој е тука со нас во студиото да ни одговори и образложи повеќе на оваа тема. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото на Канал 8. Добро вечер, добро најдовме. Отец Дамаскин, го слушнавме чудото, го слушнавме и сведоштвото на мајката Олга. Како црквата гледа и ги толкува ваквите Божји чуда? Во црквата Христова од секогаш се случувале чуда. Уште од самиот нејзин почеток, уште од проповета Христова, подосна преку проповета на апостолите, целата нивна евангелска проповед, почнувајќи од Христовата, продолжувајќи апостолската, па и на нивните подоснешни ученици, била проследена со многобројни чуда. Значи, чудата се впечатливи, интересни како и за оние кои што веруваат, така и за оние кои што не веруваат. Тие што не веруваат се трудат тоа да го образложат и да го расудат со својот, како што Свети Игнати Бријанчинино го нарекува, лажен разум, припишувајќи го чудото на природните појави кои што науката се уште не ги дознала, ниту пак ги објаснила. Меѓутоа, оние кои што се верни, самата појава на чудото го гледаат како пројава на благодата Божја, како дејство на благодата Божја во црквата. Бог секако и чудата кои што ги допушта да се случуваат и кои што ги пројавува по својата голема милост и човеколюбие, ги испраќа пред се од една страна за укрепување на верните во верата, за зацврстување нивно, од друга страна за да оние кои што не веруваат ги обрати и ги приведе кон себе и кон својата вистина. Односно, за оние кои што се верни во срцето, сите овие чуда, како и ова сега чудо, служа за уште поголемо зацврстување нивно во верата, бидејќи со тоа се потврдува и присуството на Светиот Дух во црквата. Живото дејство на благодата Божја во црквата потврда на вистинитоста на нашата црква и тоа дека можеме во неа и текако да живееме и да се спасуваме, да го постигнеме нашето лично спасение. За оние кои што не веруваат, меѓутоа можеби трагаат по Бога, чудото служи само како еден од можните патишта за нивно обраќање кон Бога и кон верата, додека пак за оние кои што се длабоко неверни во срцето, кои што се тврди во срцето и кои што не сакаат да поверуваат, тогаш сигурно нив никакво чудо не може да ги увери во постоењето Божјо. Во православната црква спомнавме дека уште од почетокот проповета на апостолите била проследена со и Христовата со многобројни чудеса, бидејќи тогашниот суров пагански свет имал потреба бидејќи луѓето биле премногу телесни, премногу површни и плитки во поимањето на Божите вистини, било потребно тогашното Слово Божјо да биде подкрепено со многобројни чудесни исцеленија, со многобројни чудесни изгонување на демони од оние кои што биле демонопседнати, исцелување и на неизлечиви болести, па дури и воскреснување на мртви, за да тогашните луѓе ги уште повеќе утврди во
во вистинитоста на словото кое што прво Христос го проповедал Евангелието, подосна и апостолите. Меѓутоа, во православната црква и ден денеска се случуваат. Значи, ова не е единствено и само чудо кое што сега, кое што Бог промисли да го објави, за да ја потврди својата присутност во нашата света православна македонска црква. Чуда постојано се случуваат. Најголемо чудо е пред се ислегувањето на благодатниот оган во Ерусалим на Велика сабота, на кое што присуствуваат не само верните, туку и неверните, дули и евреите, меѓутоа сепак исто како тогаш и сега се со тврди срца и не сакаат да поверуваат. Потоа големото чудо кога реката Јордан на денот на Богојавление, кога Ерусалимскиот патриарх го спушти крстот во реката, таа го менува својот тек. Почнува да плови во спротивен правец неколку секунди, исто како во времето Христово. Потоа имаме во православната црква многубројни чудотворни икони, чудотворни мошти, икони кои што мироточат, икони од кои што се пролеваат крвави солзи, исто така необјасними за науката. Потоа имаме едно од најголемите чуда кои што Бог ги пројавува исто во својата православна света црква, се нетрулежните мошти на светителите. Значи имаме и тоа чудо го нема во ниту една друга црква, во ниту една друга вероисповед. Значи само во православната црква имаме светители по чие упокоение Бог ги прославува со нивните нетрулежни можди, со стотици години, како што е, например, и нетрулежното тело на Свети Василий Острошки во Острог, Свети Димитри во Солун, на Света Петка во Романија во Јаш, потоа на Свети Саво Светени во манастирот Свети Саво Светени. Потоа во Грција ние ланската година се поклонивме на тројца светители чии мошти беа нетрулежни. Во Грција во Кефалонија на Свети Герасим Кефалониски, кој што е исто познат како оној по чии молитвено застапништо се целуваат многумина кои што се под демонско влијание, демонопседнати. Потоа моштите на Свети Патапи на Коринт, чие што тело е нераспаднато од 4-тиот век, значи цели 16 века. И кај што, кога бевме, се случи едно чудесно исцеление, на исцелување на едно момче од Грузија од псоријаза, тоа е неизлечива кожна болест. Потоа моштите на Свети Јоан Руски, кои што се наоѓаат во островот Евија. Значи во сите православни цркви, исто во Русија има многу тела на трулежни светители, на Светиот патриарх Тихон Московски, Александар Свирски и многу други светители. Значи со сето тоа Бог покажува дека само и единствено нашата света православна црква е она која што ја чува полнотата на вистината, само е таа она во која што Бог ја пројавува својата милост, својата благодат, и само таа е она која што вистински ќе грижи за спасение на своите верничеда и за нивното душевно и за нивното телесно исцеление. Пред се чудата во православната црква не се најдобар начин на проповед. Значи мора да знаеме дека чудата Бог повеќе ги правеше и во времето Христово за оние кои што беа телесни, отколку за оние кои што веруваа на неговото слово, бидејќи кога ги праша апостолите, нели, за кого ме мислите, Свети апостол Петар му одговори: ти си Христос, синот на живиот Бог, бидејќи имаш зборови за вечен живот. Значи иако тие ги гледаа чудата, тие веруваа во неговите зборови, во неговото слово. Така, ако верата која што се пројавува после пројавеното чудо во православната црква, како и ова сега што Бог го објави со чудесното исцеление и брзото исцеление на Лора, ако не е потврдена со понатамошно живење според евангелските заповеди, тогаш самата таа вера со време ослабнува и преминува повеќе во суеверие и тие повторно луѓе продолжуваат со својот живот. Значи кај нив не делува силно тоа чудо ако не продолжат да живеат според Словото Божјо. Значи Словото Божјо е вистинско оно кое што е преобразува, оно кое што го менува човекот, оно кое што го менува целиот негов живот, го преобразува неговиот ум, го менува неговиот начин на мислење.
бидејќи најголемото чудо на благодата Божја е целосната преобразба на грешниците кои што ќе собратат со покаяние и кои што ќе почнат, ќе го остават својот грешен пат и ќе почнат да живеат според евангелските заповеди. И тогаш самото Слово Божје, самиот живот според евангелските заповеди целосно ги преобразува. Тоа е она што чудо кое што секојдневно го гледаме кај сите оние верни кои што приоѓаат во црквата, сите оние кои што искрено се кајат, го стават својот грешен и лош начин на живот и приоѓаат кон Христа со цврста решеност понатаму да од корен да го сменат својот грешен начин на живот. Затоа повремено Бог пројавува и вакви чудесни исцеленија за да ни потврди дека само Он е вистински лекар на нашите души и на нашите тела, дека само тој во својата света православна црква е моќен веднаш во истиот момент да ни исцели, да ни ја пројави својата голема милост, но секако исцелението зависи пред се од нас, од тоа како ние пристапуваме, зависи од нашето покаяние, од нашата цврста вера и од цврстата надеж во Божјата промисла за спасение на нашата душа. Тоа е во однос на она како црквата ги толкува ваквите Божји чуда. Факт е дека веста за чудото со Лора се расшири низ цела Македонија, па би рекла и надвор од Македонија во нашите соседни православни земји и го потресе целиот народ, потекнувајќи го да се обрати кон Бога. Многумина различно го толкуваат Божјото чудо. Како всушност треба да се свати ова Божје чудо и како треба да пристапуваат луѓето, барајќи помош и милост од Бога? Значи, секое чудо кое што Бог го пројавува по својата прва голема милост и човеколюбие, меѓутоа по својата особена Божја промисла, не само за спасение, точно и за исцеление на тие што врз кои се случило чудото, туку пред се за повеќе за повик и поттик на покаяние. Значи, ова чудо кое што го пројави Бог преку Лора, кое што целосно делуваше не само на преобразба на незините родители кои што сега се многу цврсти и одлучни во исповедањето на верата и во живеењето според евангелските заповеди, со самото ова чудо Бог не повикува сите. Значи, допушти Лора да достигне го допушти искушението и болеста кај Лора, допушти да се обиде и медицината и лекарите да направат се што е можно, нели, искрено да сакаат да ја помогнат. Меѓутоа да знаат луѓето дека Лора и претходно неколку пати, нели, доваѓаше, значи да ја читаме молитви, бидејќи тие спомна дека постојано доваѓаат во манастирот и го посетуваат барајќи помош. Значи тогаш не се случи чудото, туку Бог го направи тогаш кога сите ги кренаа рацете, кажувајќи, предавајќи ја на волјата Божја. И кога не примаше ниту една терапија. Да, точно. И тоа Бог го допушти за да уште посилно го пројави своето чудо, да потврди дека само во Него треба да го бараме спасението, само во Него треба да го бараме исцелението и дека тој е моќен. На Бога не му треба време за да не исцели, на Бога не му треба 2 или 3 или повеќе терапии, како што тоа го нуди лажно ѓаволот преку своите слуги и преку своите лажни исцелители. Значи, луѓето не треба да бараат брзо исцеление, бидејќи брзото исцеление го нуди само лукавиот. Брзото исцеление ние го бараме не за да, често пати за да се обратиме кон Бога, да се покаеме, туку за брзо Бог да не ослободи од болката, да не ослободи од страдањето и искушението, за да продолжиме со својот грешен живот, бидејќи секако и болестите и искушенијата и неволите кои што Бог ги допушта како последица на нашите гревови, за да не поттикне кон покаяние, за да не одврати од лошиот грешен пат и да не повика во својата света црква. Значи, знаеме ја дека луѓето од мака, кога Бог ќе допушти некое страдање, неволја или болест кај нив или кај нивните ближни, особено кај децата,
Сите ја знаат таа тегоба, таа тежина која што ја чувствува целото семејство, нели, барајки помош и барајки исцеление. Меѓутоа, тогаш луѓето честопати се обраќаат кон Бога, затоа и Бог го допуштил искушението, се обраќаат кон Бога, меѓутоа решени некој пат, нели, да поднесат и некакви жртви, се заветуваат на се и се што само за Бог да им помогне да ги исцели. Меѓутоа, некој пат нивните молитви остануваат неуслишени. Зошто е тоа така? Пред се затоа што нашата Бог ни ветил дека ќе ги исполни сите наши прозби кои што ги вели барајте и ќе најдете, чукајте ќе ви се отвори, нели, каде што се 23 собрани во моје име, таму сум јас. Се што побарате од мојот Отец во моје име ќе ви биде дадено. Но луѓето некој пат кога молитвите им се неуслишени, кога не добиваат брза помош и одговор од Бога, почнуваат да негодуваат, почнуваат да тагуваат, да паѓаат во очајание, мислејќи дека Бог не сака да им помогне. Бог секако дека ги слуша сите наши молитви и прозби, меѓутоа не ги исполнува веднаш. Зошто е тоа така? Пред се затоа што Бог многу повеќе не љуби нас како човеколюбив и милостив небесен Отец, многу повеќе отколку што не љубат и нашите телесни родители. За споредба, како што детето на пример упорно некој пат плаче или дури вика и бара од неговите родители нешто што тие му објаснуваат дека е неосновано и дека ќе му биде штетно за него, меѓутоа тоа упорно бара од своите родители да му ја исполнат неговата неразумна желба. Како што тие го одвраќаат детето, така и Бог нас не одвраќа од она што ни е штетно и што не ни е неопходно и корисно за душата. Така и ние некој пат се однесуваме како разгалени деца, не сваќајќи ја смислата поради која што Бог го допуштил искушението или страдањето или болеста, односно ние не бараме нашата волја да биде согласна со волјата Божја. Значи, основната причина поради која што Бог не ги слуша некој пат нашите молитви е тоа што ние не го бараме она што е според волјата Божја. А волја Божја е сите луѓе да дојдат да се спасете, да ја познаат вистината. И токму преку неволите, преку болестите, преку искушенијата и страдањата, Бог не приведува во неговата љубов. Тогаш не одвраќа од врзаноста за земјата, од врзаноста за прекумерните телесни грижи, ја смирува нашата гордост, ги смирува и ги исцелува нашите страсти. Не одвраќа од лошиот пат, некој пат го допушта искушението и страдањето и болеста за да не спречи да направиме нешто лошо, да сгрешиме, меѓутоа ние сето тоа не го гледаме. Втора причина поради која што Бог не ги услишува нашите молитви, тогаш кога бараме милост кон Него, е тоа што некој пат ние не сме на достојна морална висина за да бараме нешто од Бога. Значи, ние сме заборавиле на постот, сме заборавиле на молитвата, сме заборавиле на светата литургија, на причеста, сме заборавиле на борбата со гревот и со страстите. Значи, сме се предале на разуздан и гревовен живот, предавајќи се и на чревоугодие, предавајќи се и на гордост, и на суета, и на славолюбие, и на сребролюбие, бидејќи сребролюбието подразбира и создавањето на идол и од некој пат и од стомакот, и од облеката, и од модата, и од суетните забави, задоволства, од страстите. Со сето тоа Бог сака да не одврати од тоа, да не повика кон Него. Значи, пред се, за да бараме милост од Бога, пред да придеме, барајќи Бог да ни ги услиша нашите молитви за телесно исцеление, кое што е допуштено заради духовна болест, односно заради нашите гревови и од туѓеност и од далеченост од Бога и од црквата Божја, треба да се потрудиме да се обратиме кон покаяние. Значи, треба да почнеме да се трудиме да ги исполнуваме Божите заповеди. Пред се да почнеме, бидејќи без пост, светите отци велат, без пост и молитва не може да му угодиме на Бога. Значи, многумина и сега од луѓето, слушајќи, нели, за чудесното исцеление, брзо трчат, нели, да се обратат за помош и кон манастирот, и кон
и кон светителот, меѓутоа пред да се обратат треба да знаат, бидејќи повеќето од оние што доаѓаат барајќи помош, кога ќе им кажеме да размислат за својот живот, за своите гревовни застранување од законот Божи, за својот немир душевен, за своите домашни кавги, за својот живот надвор од верата. Тогаш тие длабоко се замислуваат и ги наведнуваат главите и сваќаат дека не се уште подготвени да барат. Не го поправиле својот живот, за да вистински очекуваат дека Бог веднаш ќе им ги услиша молитвите, бидејќи Бог бара од нас пред се покаяние. Ако нема покаяние, тогаш нема да има ни исцеление, бидејќи Бог ја допуштил болеста, ја допуштил страдањето, за да ние се оттргнеме од лошиот пат. Значи, денеска толку светот стана суров, толку луѓето стана отуѓени едни од други. Пред се во самите семејства, луѓето, сопружниците стана отуѓени еден од друг, нели? Се повеќе раширен гревот на прељубата, гревот на невоздржувањето, дури и во самиот брак помеѓу сопружниците, нели, бидејќи не го почитуваат ни постот, ни повременото воздржување, нели, од брачните односи во текот на постот. Потоа разузданоста на младината. Децата денеска, за жал, уште од најмалата возраст, од речиси од можеби од 12 годишна возраст, нели, се предаваат на телесни страсти и го сквернуваат и го уништуваат уште во младоста, пред да станат полнолетни, тие веќе се толку огрубени, толку осквернети телесно духовно, што подоцна не се подготвени да стапат во брак, подоцна не се подготвени да формира семејство. Значи, предаденоста на чревогодието, на алкохолот, на секаквите пороци, страсти, осудувањето, гневот помеѓу луѓето, зависта, гордоста, самољубието, сето тоа е толку веќе присутно кај народот, што Бог промислува по својата голема човеколюбие и милост да го пројави повремено своето присуство во црквата, да не повика кон покаяние, да покаже дека само во црквата, во законот Божи, во Евангелието, во исполнувањето на евангелските заповеди лежи клучот за нашето исцеление. Пред се духовно, меѓутоа подоцна и телесно. Значи и денеска се случуваат чуда. Не е чудото само со Лора, значи ние сме сведоци и за други чудесни исцеленија, дури од неизлечиви болести, на оние луѓе и наши верници кои што дошле, кои што се одвратиле од гревот, кои што почнале да живеат богогодно, кои што се покајале искрено пред Бога, кои што се исповедале и редовно се исповедуваат, кои што почнуваат да постат, да се молат, да се причестуваат редовно, и има и некои други чудесни кои што се запишени исцеленија на таквите луѓе, па дури и од рак и од други тешки болести. болести. Так. Да. Отец, споменавте дека Бог ги праќа тие страдања и искушенија или болести, за да всушност не обрати кон покаяние и кон поправање на животот. Односно, дали тоа значи дека не го штеди телото, за да ја спаси душата. И всушност, која е смислата на таквите страдања и болести кои ги испраќа Бог во христијанскиот живот и каков треба да биде нашиот вистински однос кон нив? Значи, денеска сме заборавили дека проповедта за Евангелието Божјо значи проповед за воскресението и проповед за живот вечен. Бог ни го дал овој живот за да не подготви за вечноста, да не подготви да се вратиме вистински во небесната татковина. Само еден живот ни е даден овој во кој што ние треба да се подготвиме со покаяние, со борба против гревот, против страстите и против паднатиот наш разум, со помош на светите тајни и благодатните свети тајни кои што тој ни ги оставил во својата света православна црква. Значи, честопати луѓето денеска тоа не го разбираат и сметаат, односно
веруваат дека Бог ни ветил блаженство во овој живот. Бог ни рече дека кој сака да живее побожно ќе биде гонет, нели? Преку многу маки и неволји треба да стасете до Царството Божјо. Неволите и маките и болестите и страдањата кои што Бог ни ги допушта во овој живот се многу потребни заради очистување на душата, бидејќи Бог преку нив не кали како злато преку огин. Потребни се бидејќи оној кој што ропта и негодува против допуштените неволји и страдања е оној само кој што нема доверба во Бога, оној кој што отстапил од Евангелието, отстапил од црквата, оној кој што не ја чувствува вистински својата гревовност и немоќ и не ја чувствува својата неспособност со собствени сили да ги победи, да ја победи силината на страстите и на гревот кој што го напаѓаат под демонско влијание. Бидејќи овој свет лежи под власта на поднебесните духови на злобата. Ниеден човек не може да се бори сам против гревот и против страстите без Божја благодатна помош преку светите тајни на црквата. Затоа Бог преку допуштањето на болестите, на телесните немоки, на страдањето и искушенијата, допуштајќи го злото, сето тоа го преиначува во добро, односно во она што е корисно за нашето спасение. Луѓето во почетокот на православната, во почетокот на црквата, во првите векови на христијанството, тогаш кога вистинските христијани биле силни во верата, биле на високо морално-духовно ниво, кога биле подготвени и секојдневно животот да го дадат за верата Христова и за името Христово, бидејќи тие верувале во воскресението и во ветувањето Божјо за вечно блаженство. Тие нарекувале болеста посета на милоста Божја. И ако немале искушенија, ако немале страдања, ако немале болести, тогаш велиле Господи, зошто ме заборави? Сега е сосема спротив, значи духовните луѓе, оние кои што живеат во светот безгрижно, оние кои што живеат без искушение и без страдања, ги жалат и велат дека Господ ги заборавил, бидејќи тие ќе бидат страшно изобличувани на судот Божи. Додека пак оние кои што боледуваат, меѓутоа кои што искрено благодарат за болеста на Бога, кои што се свесни дека Бог ја допуштил болеста и за нивно исчистување на душата, заради поправање на живота, заради вразумување, за нив духовните луѓе, вистински оние кои што се духовни, велат дека Господ ги посетил. Така и свети Серафим Саровски, како еден од најголемите светители, кога беше во тешка болест во постела, беше удостоен со посета од Мајката Божја. Значи, самите болести кои што и страдања кои што Бог ги допушта како милостиво вразумување и поучување наше, за да се одвратиме од гревот, да се приведеме кон покаяние, да го отфрлиме нашиот грешен пат, или заради испитување на христијанската вера. За оние кои што грешат, тоа им помага да се покаят, да се смират, да ја познаат својата немоќ, бидејќи ние сме силни се додека Бог не допушти страдање и искушение кај нас или кај нашите ближни. Тогаш паѓаме на колена, тогаш трчаме во црквата, го молиме Бога да ни ја покаже својата голема милост, и тогаш додека не се отклонат причините поради кои што Бог го допуштил искушението, ниту Бог ја пројавува својата милост веднаш. Како што велеше еден голем старец Анатолий Оптински, велеше ако луѓето кои што страдаат, нели барејќи милост од Бога, ако не се отргнат од лошиот пат, ако не ги отргнат причините, рековме, поради кои што Бог го допуштил искушението и болеста, Бог не ја штеди дури ниту својата светиња. Значи Бог допушта и светињата да се разрушува, како што допушта поради нашите гревови да се разрушуваат некој пат и црквите, како што допуштал поради гревовите прво и во Стариот Завет на евреите да бидат предавани во робство, како што допуштил и Цариград да падне во рацете на иноверните поради гревовите на христијаните, како што рекла Мајката Божја кога се јавила во олтарот на тогашниот цар. Од денеска мојот син ве предава во рацете на иноверните заради вашите големи гревови, заради вашето оттуѓување од Бога и предавање на гревовен живот. Значи самите, додека пак кај оние кои што се
кои што То се оние кои немаат искушенија и болести. Да, Дали тие значи дека нема да се спасат? Еве Бог не им допуштил искушенија, болести, страдања. Нема човек на земјата кој што нема искушенија, но можеби така. Кој што нема искушение и вакво. Бидејќи болестите и искушенија се последица пред се на нашите гревови, бидејќи во самото Евангелие читаме дека Христос, кога ги исцелуваше болните, им велеше оди и не греши повеќе. Или оди и не греши повеќе за да не те снајде нешто полошо. Да. Со самото тоа ни кажа која е вистинската причина за страдањата наши и болестите. Значи, за да ги предупредиме или да ги спречиме болестите и страдањата и искушенијата, треба пред се да престанеме да грешиме. Поправање на животот. Да. Така, отец, тука ќе ве прекинам, само да споменеме дека кај нашиот народ малку е непоимливо. Вие споменавте дека треба, доколку се болеидува, да се истовремено благодари на Бог. Како го објаснувате тоа? Обично луѓето роптаат, негодуваат и дури го прашуваат Бог зашто им праќа болест. Да, па јас ќе споменам пред да го објаснам дека во издавачката дејност од нашиот манастир веќе издадовме, една од првите книги кои што издадовме е зборник за болеста и за исцелението во православното предание. Значи зборник на поуки од светите отци за која е смислата на страдањата во нашиот живот. Тоа е ова книга тука која што се вика Христос, нашиот небесен лекар. Во неа убаво светите отци објаснуваат нели која е смислата пред се на страдањата во христијанскиот живот, бидејќи луѓето честопати велат нели ми се случи несреќа, ми се случи трагичен случај, нели бидејќи самодоволноста или затапеноста во материјалниот живот ја сметаат за некаква среќа. Значи нашата среќа е во Христа, нашата среќа е во познавањето на патот Божи, бидејќи рековме Бог ни го дал овој живот за да го достигнеме, да се подготвиме за вечниот живот, а тука се подготвуваме преку поднесувањето, благодушното и благодарното поднесувањето на неволите и страдањата, бидејќи светите отци велат дека оној кој што му благодари на Бога, во болест и во страдањето, е поголем од оној кој што води пустински живот и оној кој што го дава живота за Христа од маченичкиот повик, бидејќи најтешко да му благодариме Бога кога сме во болести, кога сме во страдања. Меѓутоа, во трпењето на болеста, кога ќе сватиме нели зошто треба да ја трпиме болеста, кога ќе сваќаме дека сето тоа е последица на нашиот небогогоден живот, дека Бог преку тоа ни помага ние да ја познаеме вистински својата слаба природа, да ја познаеме својата гревовност, нели да се смириме, да ја смириме гордоста, да ја смириме самолюбието, бидејќи светите отци велат ако не се болестите и страдањата, телесната немоќ, повремените искушенија или неволји, гордоста човечка би можела да достигне до големи висини. А знаеме дека гордоста е мајка на сите гревови, бидејќи поради гордоста и самиот Сатан отпадна од небото. За христијаните не треба да постои несреќен случај, бидејќи ако ние сме се предале на волјата Божја и промислата Божја за нас, тогаш нашата волја сме ја усогласиле со волјата Божја и постојано го бараме она што ни е корисно за нашето спасение, бидејќи Бог најдобро знае што е корисно за спасението на нашата душа и согласно со нашите сили, со нашата немоќ ни испраќа и искушени, болести и страдања. Значи во самото Евангелие Бог вели дека апостолот вели дека Бог никопат не допушта страдања, болести или искушенија кои што ги надминуваат нашите сили, дури многу помалку бидејќи Бог е човеколюбив и милостив. Затоа никопат не треба да негодуваме, не треба да роптаме, бидејќи од болеста може да извлечеме и огромна корист, може да, ако се смириме, ако се научиме на трпение, тогаш самото трпење на болеста ќе ни подготви венец во Царството Небесно. Меѓутоа, доколку негодуваме, доколку
роптаме на Бога, доколку постојано велиме Господи, па зошто ме казни, зошто го допушти ова, па што сум направил, не сваќајќи ја длабоката повреденост на нашата природа со гревот, не сваќајќи дека ние постојано секојдневно го жалостиме Бога со нашиот живот надвор од црквата, надвор од Евангелието, бидејќи за жал многумина се нарекуваме денеска христијани, меѓутоа малкумина се оние кои што вистински живеат според Евангелието, исполнувајќи ги сите заповеди на црквата, оние кои што Бог ги востановил и кои што не ги дал. Пред се заповедта за постот, малкумина се оние кои што вистински го почитуваат и го практикуваат постот, нели, заради скратување на телото, заради скратување на страстите, пред се духовниот пост, секако и телесниот. Потоа малкумина се оние кои што вистински се молат секојдневно, кои што го читаат Светото Писмо, малкумина се оние кои што редовно одат на светите богослужби, на светата литургија, барајќи од таму благодатна помош и сили за да ги поднесат искушенијата, неволите и страдањата во наредниот период и благодарувајќи му на Бога за помошта која што им ја дава во борбата со гревот во дотогашниот период. Да, тука ќе се навратиме на Лора и на чудото за Лора, за која е наша вечерашна тема. Ќе споменам, почитувани гледачи, дека тука во емисијата имаме и Лора, ја снимивме дома, во незиниот дом во село Тракање, како му благодари на Бог, а сега и безгрешно си игра, кажавме, по молитвите упатени кон Бог, Бог целосно ја исцели. Да ја слушнеме Лора, па се враќаме назад во студиото. Пред 6 месеци имав многу страшни болки во стапалото, имав некои напади на кашлица, несвестици и сето тоа ми приоѓаше во некоја безизлезна ситуација. Бев заедно со моите родители, а најмногу јас. Бев многу безнадежна и мислев дека нема да се опоравам, се плашев, гледав многу црни пред моите очи, змии и многу ред други работи. Се онесвествував секоја минута. Мене ми беше најтешко, но ги секако се жалував и моите родители кои беа постојано до мене. Сакам да им се заблагодарам нив, најмногу и на Свети Гаврил Светогорец. Бев во многу лоша состојба, не можам ни да опишам, но сега сум радосна бидејќи сум веќе добра. Првиот ден од Великден, заедно со моите родители и целото наше семејство, одлучивме да одиме во Лесновскиот манастир, кој пред тоа многу години го посетуваме. Јас бев среќна што ќе одиме таму, но кога одевме таму, имав многу несвестици, бев во лоша состојба. Кога заедно со моите родители влеговме за да ми ја прочитаат молитвата, јас клекнав пред гробот на Свети Гаврил Лесновски и мојата молитва која ми ја читаа беше долга и моите родители едноставно се чудеа толку време да не се однесвестам после толку време. И по молитвата јас осетив бев олеснета, се чувствував многу подобро, ногата која ми беше искривена, повеќе ги немаше несвестиците, се чувствував многу подобро и бев способна веќе да почнем и со училиште. Се договорив со моите другарки да излеземе вечерта. Не можам да го опишам чувството, беше прекрасно. После тие 6 месеци поминати во многу болници и оделенија во болницата, мајка ми и татко ми беа решени да ме носат и кај многу бројни гатачи, бајачи и се беа спремни да направат за да ми биде подобро. Но јас се чувствував некоја верба во себе дека тоа не е добро за мене и дека бев најголемиот спротивник да ме носат по бајачи и по гатачи.
Јас сакав и кога бев во болница, одев во малата црквичка во дворот на болницата, сепак верував во Господ и не сакав, во ниту еден момент не помислив за бајачи и гатачи. Во овој момент сега сум многу благодарна на Свети Гаврил Лесновски Светогорец, кој ми даде многу голема милост и ме исцели, и сега му благодарам на Бог што сум иста како порано и можам да ги извршувам сама моите обврски. Да се враќаме назад во студиото. Ја следите Православна ризница на Канал 8, почитувани гледачи. Ја слушнавте Лора. Зборуваме вечерва со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин, токму за чудото кое на Великден се случи со Лора, односно доби целосно исцеление по Божја промисла. Отец Дамаскин, ја слушнавме и Лора како му благодари на Бог, а ја слушнавме и тоа дека токму таа била противник за одење кај тие бајачи, гатачи и сите лажни исцелители, кои навидом изгледаат вака добри и можат да исцелат некоја болест, но не е така. Како вие ќе кажете на тоа и дали треба луѓето да бараат помош кај таквите бајачи и гатачи? Значи, Господ ни го дал на земјата своето најголемо чудо, својата света православна црква, која што како вистинска мајка се грижи за и духовното и телесното здравје на своите чеда, како што вели Свети Кипријан Картагински, кој има црквата за своја мајка, го има и Бог за свој отец. Значи црквата како вистинска мајка многу жали и тагува кога незините верни чеда ќе бараат помош надвор од неа, кај оние кои што се непријатели Божи, кај оние кои што се одрекли од Бога, од Евангелието, од црквата и стапиле во сојуз со демоните, им ја поклониле нивната доверба и затоа демоните преку нив имаат власт и моги да делуваат, погубувајќи што повеќе човечки души. Ја слушнавме и Лора која што потврди со незиното благодарење дека незиното исцеление резултати на незината силна вера и незината силна надеж единствено во Божјата помош. Значи, тоа во голема мерка е причината поради која што и Бог ја пројави својата голема милост кон неа. Значи, не може оние кои што се непријатели на христијаните, оние кои што дишат со омраза кон нас како христијани, да ни помогнат. Демоните се човекоубици и уште од почетокот. И тие не можат да ни помогнат во исцелението на болеста. Тие само ни нудат, ѓаволот преку тие своји слуги, преку бајачите, гатачите, преку лажните исцелители, екстрасенси, преку оние кои што се занимава со биоенергија, преку хороскопите, преку секаквите видови на црни, бели, магови, ни нуди само брзо исцеление, лажно. Бидејќи рековме претходно дека Бог ги допушта болестите како последица на нашите гревови. Ако не се покаеме, ако не се одвратиме од грешниот живот, тогаш ниту Бог ќе пројави својата милост. Ние бараме брзо исцеление за да продолжиме да грешиме, не барајќи Бог да ни помогне за да се исправиме и за да продолжиме да живееме според неговите заповеди. Демоните преку тие луѓе не може да ни помогнат и не може да ни исцелат. Значи тие нивна цел е да погубат што повеќе човечки души. Нивна цел е да ги одвратат луѓето од спасоносниот пат кој што води кон Царството Божјо. Нивна цел е само да ги прелажат луѓето да ги починат на гревот и страстите преку тоа што преку тие своји слуги кои што им ја поклониле, реков, довербата и кои што мислејќи дека му служат на Бога, малкумина со оние кои што мислат дека му служат на Бога, повеќето од тие лажни исцелители многу добро знаат на кого му служат и тоа го пројавуваат тогаш кога ние ќе им се спротивставиме или кога ќе покажеме недоверба или неверие кон
нивните лажни ветувања за брзо исцеление. Рековме претходно дека на Бога не му треба време да ни исцели. Тој, ако ние се каеме во истиот момент, како што ни прояви преку чудото со Лора, може да ги оттргне од нас сите болести и сите искушенија. За Бога нема неизлечиви болести. Демоните, како што вели Свети Јован Златоуст, вели дури бајачите и гатачите, тие слуги демонски, дури и да привидно може да исцелат, цената за тоа е вечната погибел на нашата душа. И каква ни е користа од телесното исцеление ако душата ја подложиме на вечни маки? Или според едни други зборови кои на големиот отец на нашата света црква Свети Јован Златоуст вели, помисли човеку, вели, како мислиш нели одејќи на бајачи и гатечи дека тие ќе ти помогнат во исцелението на болеста, отфрлајќи го Бога, како потоа ќе се појавиш пред лицето Божие и ќе бараш од Него милост, а од другата страна се одрекуваш од Него и бараш помош кај неговите непријатели. Отец, мора да се спомене тоа дека бајачите, а често пати и гадачите, често гледаат на икони. Значи, пред себе ги залажуваат така, нели, они луѓе кои бараат помош од нив, со тоа што ги користат самите икони за да гледаат и гатаат и да им помагаат навидом на луѓето. Да, тоа сакав да го објаснам повеќе, бидејќи многумина од луѓето се прелажуваат, нели, бидејќи демонот се прикрива во ангелско руво. И демонот се јавува како ангел приведен на светлината за да ги прелаже луѓето, покривајќи се со маската на побожност, покривајќи се со светињите, меѓутоа кои што повеќе ќе му служат него за осудот, колку што за спасение на оние кои што му се обраќаат. Значи, целта на демоните и на нивните слуги е пред се да сеат раздор помеѓу луѓето. Значи, честопати, ќе кажам пример, луѓето тоа ќе го знаат и честопати го кажуваат кога ќе исповедаат дека биле кај такви лажни исцелители. Значи, секој пат кога ќе одат тие бајачи и гатачи, им велат дека вината за нивната несреќа, за нивните болести е во некој друг околу нив. Значи, ѓаволот, бидејќи името ѓавол значи клеветник, тој шири лажна клевета, сака да се омраза помеѓу братот и помеѓу браќата, помеѓу сопружниците, помеѓу снаата и свекрвата. Значи, секој пат ќе каже дека или некој ти направил магија, или некој те урочил, дека некој друг е виновен за нашата несреќа. Сосема спротивно од она што го објаснивме. Значи, никој од тие бајачи исцелители нема да ги упати луѓето кон покаяние. Никој нема да им каже дека тие се самите виновни за несреќите и болестите. Секој пат ѓаволот како клеветник ја префрла вината на некој во нивната околина и ако им каже лукаво и смислено дека некое црно лице или некое машко или женско, и веќе помислат дека им погодуваат. Луѓето сите потенцијални такви личности околу себе ги ставаат на црната листа, односно ги смета за своји непријатели. Друга работа по која што луѓето се лажат е тоа што велат, нели, ми погоди се. Да, тоа е едно од побројните причини поради кои што луѓето се прелажуваат и им ја поклонуваат довербата на тие лажни исцелители. Значи, мора луѓето да сватат дека не само Бог, туку и демонските сили знаат се што се случува со секој човек, од неговото раѓање па до денот кога пристапил барајќи помош од нив. И може да му каже, значи, било која бајачка, било кој гатач, било кој исцелител, бидејќи самиот демон говори преку нив. Мора да разберат луѓето дека тие доброволно се подложуваат на влијанието на демонските сили. И подоцна, ако нема искрено покаяние, ако нема плодови на покаянието, ако нема искрено жалење поради гревовите, ако не ги исповедаме, тогаш и Бог нема да ја пројави својата милост, бидејќи ние со одењето и барањето помош од тие исцелители сме се одрекле од Христа и од неговата света црква. Значи, секој може да им погоди и да им каже некои работи кои што никој друг не ги знае, кои што само тие ги знаат. И тие тоа го припишуваат на дејството на благодата или на силата Божја. Меѓутоа, ако веруваме во Бога, треба реално да веруваме и во постоењето на духовниот свет, не само на ангелите, туку и на демоните кои што отпаднале од небото. Значи, сатаната 1/3 од ангелите повлекол од небото и тие
се Бог допуштил тие да имаат власт не да имаат власт, туку да делуваат нели во поднебесието, како вели свети апостол Павле. Нашата борба е не против плотта и крвта, туку против поднебесните духови на злобата кои што многу реално постојат. Најголемата лукавост на демонот денеска е тоа што, како велат светите отци и старци современи, е што ги убедил луѓето дека не постои. Сега многу прикриено делува и луѓето не се свесни, некој пат дека се под силно демонско влијание. Значи, дури дечињата, повеќето од дечињата кои што доваѓаат барајќи помош и во манастирот по сведоштвата на родителите, значи има многу од нив кои што се под демонско влијание поради носењето по бајачи, по гатечи, поради тоа што нивните родители доброволно ги предаваат во рацете на ѓаволот. И потоа Бог допушта и кај нив искушенија и страдања, додека родителите за да родителите се обратат кон Бога, за да се покајат, да се одвратат од тој лош пат и да почнат да живеат онака како што Бог бара, не заради Бога, туку заради спасение на нашата душа. Друга причина е тоа што тие се лажат, нели, бидејќи гледаат кај нив икони, гледаат крстови, гледаат секакви светињи, тие ги лажат, дури ги упатуваат да одат и во црквата да палат свеќи, да принесуваат некакви жртви, да носат јагниња, да носат секакви дарови, па дури и да се причестуваат. Меѓутоа причеста на тие луѓе кои што бајачите ги испратили ќе им биде многу повеќе за осуда отколку за спасение на душата, бидејќи потребно е претходно да се исповедат, нели, рековме, да се подготват. Така да светите отци велат, дури и целиот тој бајачи исцелител или лажен исцелител да се нареди себе си со крстеви, дури да се окружи со илјадници икони, од тоа демонот не се плаши. Значи, демоните не се плашат ако ние го носиме само крстот, а не веруваме во крстот и не живееме според крстот. Значи, демоните се плашат од нашиот крстообразен живот. Ако ние живееме според заповедите Божи и ако го носиме крстот Христов вистински во црквата, поднесувајќи ги доброволно и добродушно сите неволји, страдања и болести кои што Бог ќе ни ги испрати заради скротување на страстите, заради очистување на нашата душа од гревовните согрешенија, заради обраќање кон покаяние, кон вистински живот со Христа. Само Бог е оној кој што може вистински да ни помогне, како што и го пројави и го потврди со ова чудо кое што го објави, не рековме на почетокот и во прилогот, по наша волја, туку по Божја промисла, за да народот го повика кон покаяние, да го одврати од тие лажни исцелители кои што ветуваат, нели, брза помош, брзо исцеление. Нема да има брзо исцеление додека ние не се покаеме. Ако нема покаяние, повторно ќе речем, нема ни исцеление. Пред да пристапиме барајќи милост Божја, треба да се одвратиме од гревот. Значи, реков, демоните се плашат од нашиот живот според крстот Христов. Многу има кај нас такви лажни, за жал, исцелители. Јас во една емисија од претходните ги споменав, меѓутоа повторно ги споменам за да објаснам уште некои работи, кои што се надевам, можеби некој од наредните емисии по-темелно и по-детално ќе ги образложиме сите лукавства на демонот. Имаме и подготвена една книга во однос на како за природата и на демоните, за нивното постоење и за сите лукавства кои што ги спроведуваат денеска кон луѓето преку своите лажни слуги. Значи, пак ќе ги спомнам Константин Кајшаров во Скопје, кој што е еден од најопасните во Македонија, кој што е под силно демонско влијание, буквално еден современ демонски жрец. Значи, проповедник и на екуменизмот, проповедник и на новиот светски поредок, проповедник на една лажна, измешана религија, составена од многу други. Кај него има и примеси од хиндуизмот и од лажно се представува пред луѓето пред се како пастор, како пратеник Божи, како некој кој што тој самиот има моќ да исцелува. Мора луѓето да знаат дека никој од луѓето нема енергија или моќ повеќе отколку што е потребна за неговиот живот. Значи, луѓето, исто и кај Иван Исцелител, значи луѓето кај него гледат чудесни појави, лажни чуда, такви лажни чуда и антихристот ќе прави за да ги прелаже верните. Значи, кај него гледат како дури ги подига луѓето, лепдат во воздух, нели, левитираат.
потоа кај исто Тоа е и кај несфатливо за луѓето и ги затоа се привлекуваат на тој прелажуваат, начин. нели, мислејќи дека тоа според силата Божја. Значи на Бога не му треба спектакуларни чуда, бидејќи тие делува само на оние кои што се телесни. Рековме дека чудото не е најдобар начин на проповед. Тоа го прави демонот за да луѓето ги прелаже, за да ги приклони кон своите лажни слуги, за да им ги погуби подосна душите, нели? Така, значи исто рековме, тој ги исто и кај Константин, исто и кај Иван Истелител, исто и кај Душко од Велес, нели? Тука ќе ја спомнам и Дракче, која што толкува соништа, а која што исто така е слуга на тие исти демонски сили, бидејќи светите оци не поучуваат дека апсолутно никаква доверба не треба да имаме во соништето, и ѓаволот може да не прелаже секако. Демоните може да се јават и во вид и во лик на Христос, и во вид на Богородица, окружени со ангели. Тоа се прелажуваат исто така луѓето, нели, кога ќе им кажат ми се јави Света Петка, ми се јави Света Недела, ми се јави некој друг светител, и дека мене ме повика како избрана за да им помагам на луѓето. Значи Бог нема потреба дополнително да ни се пројавува преку своите светители. Бидејќи се што ни е потребно за спасение, се што ни е потребно за духовен живот, се што ни е потребно за да ние да го достигнеме Царството Небесно, ни го оставил во својата света православна црква. Нема потреба никаде настрана од неа да бараме помош и спасение, бидејќи одејќи барајќи помош кај овие лажни исцелители, спомнав лепдењето на луѓето во воздух. Значи демоните по Божјо допуштение се способни, нели така, и сите предмети околу нас, нели, да ги подигнат, да левитираат, да летаат и чаши, да летаат и столици, нели, како што има случаи кај некои куки во кои што има силно демонско влијание, па луѓето се збунети. Сето тоа може да го прават, но по допуштение Божјо, заради отпадништвото на луѓето, значи заради одрекувањето од Христа и заради поклонувањето на доверба на демоните. Ние, ако не доброволно се согласиме со нивните лажни ветувања, ниту демоните не можат да влијаат врз нас. Значи и кај Константин, и кај Иван, и кај сите тие други, и кај Душко од Велес, кај спомнав кај секаквите други истелители, и бајачи, и гатачи, и секакви екстрасенси, и биоенергетичари, и оние кои што се занимаваат со хоросов, со пререкување на судбината, бидејќи ако ние, христијанинот кој што се предал целосно на промислата Божја за него, нема потреба да ја знае иднината. Тој целосно својата волја е усогласил со волјата Божја, бидејќи верува, има цврста надеж дека Бог најдобро знае што е корисно за него и за спасението на неговата душа. Значи, одејќи и барајќи помош кај таквите бајачи, гатачи, исцелители, екстрасенси, биоенергетичари и секакви други магови, црни и бели, ние се одрекуваме од Христа, се одрекуваме од неговата црква, ја отфрламе неговата благодатна помош, правиме тежок грев, кој што е потребно да се исповеда, кој што е потребно да принесе, за кој што е потребно да принесеме искрено покаяние. Со тоа ние плукаме на раните Христови, плукаме на крстот Христов, плукаме на неговата црква, на неговите рани кои што ги поднесе за нас на крстот. Се одрекуваме од него и од неговата света црква, и Бог по наша слободна волја не допушта под власта на демонските сили, додека не принесеме покаяние. Значи, да внимаваат луѓето и преку ова чудо кој што Бог го пројави и во нашата света црква, пред се и да ја потврди благодатноста на нашата света православна македонска црква, бидејќи има многу злобни луѓе и злобни усти кои што пред се ја напаѓаат црквата како света и како она која што може да им помогне на луѓето, нели, да се исцелат и духовно и телесно, потоа и на сите оние злобници кои што ја негираат благодатноста на нашата црква, нели, ја нарекуваат отпадничка и расколничка. Преку сето ова Бог допушти да каже дека самиот тој ја потврдува светоста и благодатноста на нашата света македонска православна црква. Нас не ни треба ништо друго признание, кога го имаме Божјото признание. Божјото признание и Божјата пројава на неговата благодат во нашата света црква, потврдата за присутноста на Светиот Дух во нашата света црква, бидејќи и самите демонски сили сведочат за благодатноста на нашата света црква по многобрујните исцеленија кои што се случуваат кај оние кои што
се под демонско влијание. Отец, за бајачите, гадачите и за лажните исцелители, сами кажавте дека може многу да се зборува. Би одвоиле посебна емисија за да ги објасниме, нели, демонските сили преку ваквите лажни исцелители. Значи, само да резимираме, дека помошта и милоста треба да бараме само кај Бога. Да, значи, пак ќе речем, Бог и преку ова чудо за кое што денеска вечер возборуваме, ни покажа и ни докаже и ни потврди дека само во Светата Црква, во Светата Православна Црква, треба да го бараме нашето спасение, нашето и духовно и телесно исцеление. Значи, потребно е да се покаеме, да се отргнеме од гревот, да се обратиме вистински кон Бога, да се исповедаме пред свештеник или пред духовник, да почнеме да ги практикуваме и заповедта за постот и за молитвата, бидејќи да почнеме редовно да се причестуваме, нели, да се соединуваме со телото и со крвта Христови. Тогаш Бог веднаш ќе ја прояви својата милост и веднаш ќе ни покаже знаци дека го примил нашето покаяние, дека Он е моќен, рековме веднаш во истиот момент, не му треба време на Бога да не исцели. Тој веднаш, ако гледа кај нас искрено покаяние, искрено обраќање, цврста решеност во нашите души и срца, од сега пак натаму да живееме според законот Божи, според евангелските заповеди, веднаш да не исцели, да не преобрази целосно, да го промени и просветли нашиот ум, да го очисти нашето срце, да внесе радост и мир во нашите души, бидејќи одејќи кај таквите лажни исцелители, ваква луѓето честопати сведочат дека имат голем немир, дека имат некој неопислив страв. Сето тоа е сведоштво за присуство на демонските сили околу тие лажни исцелители, околу тие лажни слуги на демоните кои што ветуваат дека ќе им помогнат. Пак луѓето одат кај еден, кај друг, пак им рекоа дојди еднаш, два пати, три пати, па самите демони си подигруваат, ќе спомнам уште со луѓето, бидејќи тие самите го потикнале искушението и неволјата и ги потикнуваат луѓето да бараат помош кај нивните слуги. Кога луѓето ќе се обратат кај тие бајачи и гатачи, демоните привидно се повлекуваат и создаваат привид кај луѓето дека нив им е подобро. Немаат ја тежината, немаат го искушението, за да тие луѓе ја поклонат довербата на тие лажни исцелители. Но за брзо време искушението десетократно некој пат посилно се враќа и болеста и неволјата и искушението, пак тие луѓе бараат помош кај трет, пак кај четврт, и кога ќе задобијат многу гревовни рани и кога ќе се обратат после кон Бога, потребно е многу време, потребно е многу покаяние, многу солзи да пролеат искрени пред Бога, за да Бог им го прости гревот и за да ги отргне од тоа демонско искушение, да ги смири, да почувствуваат вистинска радост, нели, вистинска смиреност во душата и да почнат да се трудат, нели, со Божја помош, со помош на благодатните свети тајни во Светата наша православна црква, да го достигнат и своето вечно спасение. Во однос на обраќањето на луѓето кон покаяние, кое што е потребно, нели, за да пристапиме кон Бога барајќи милост, јас ќе споменам уште еден наслов од нашата Лесновска библиотека. Тоа е книгата Господи, очисти ги моите гревови. Практичен приречник за покаяние и исповед. Тоа е краток приречник со зборник на поуки од светите отци и од современите старци, кој што досега на сите кои што ја прочитале многу им помогнал да се осознаат себе си, да се пронедат себе си на патот кон Бога, на патот кон покајанието, да сватат, нели, колку многу секојдневно грешиме пред Бога, да сватиме и да познаеме што се грешиме против законот Божи, против заповеди, против евангелските заповеди. Отец, јас ќе се заблагодарам за учеството во емисијата. Има уште
многу што да се зборува, кажавме дека ќе одвоиме и посебна емисија токму за лажните исцелители. Ви благодарам уште еднаш, се надевам и понатаму ќе соработуваме. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме православна ризница. Разговаравме со игуменот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин. Го споменавме чудото кое неодамна, би рекла на Великден, се случи во Лесновскиот манастир, а тоа е исцеление на девојчето Лора. Се гледаме следната емисија, кога ќе го очекуваме наш гостин да биде владиката Иларион. Ви благодариме за вниманието. Довидување.